Без конкретен одговор денеска во Штип е техничкиот премиер Оливер Спасовски на прашањето на ТВ Стар дали ќе има прогласување на нова вонредна состојба. До крајот на неделата ќе направиме проценка за тоа дали е потребна и прогласување по трет пат на вонредната состојба, ако има потреба за тоа, ако се неопходни условите за да преку вонредна состојба полесно се справуваме со целата оваа ситуација, тогаш ќе носиме и таква одлука. Меѓутоа сега во овој момент немаме одлука во однос на тоа. Потребен е договор помеѓу политичките субјекти за одредување на датум за избори, оцени Спасовски. Прекинот на вонредната состојба ни остануваат уште 22 дена до изборите и тоа е нешто што сите политичари треба да бидат и одговорни и разумни во овој дел, така да јас очекувам да се потикне диалогот помеѓу политичките субјекти, заради тоа што денеска се разговара и се зборува за интерес на државата и на граѓаните. Падот на приходите од патарините за 10% за првото тримесечие нема да влијае на финансиската кондиција на јавното претпријатие за државни патишта, дециден денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Ниту еден проект нема да биде застанат заради тоа што неколку проценти е собирањето на приходи во ЈПДП помал. Апсолутно, и тоа и сами го гледате кај да се помени државата се работи, че ниту еден проект, зборувам од делот финансиски, не е загрозен. Што се однесува за најавената изградба на двете патарени на автопатот Штип-Миладиновци, во тек е јавната набавка. Штом ќе заврши, следува склучување на договор со оној што ќе биде избран за изведувач на работите. Дали ова ќе се реши за 2, 3 или 6 месеци, ќе покажат востановените рокови за оваа намена, објасни Сугаревски.